инструкторката Вјоса. И тука некаде му го дам зборот на Мухамед, а на Вјоса и посакувам успешна и добра работилница. Повели Мухамед. Здраво на сите, добре дојдовте на вечерашната работилница. Јас ќе направам најавата овој пат. Одиме вака, да не ви правам спойлери. Значи, за тие што не знаат и што се тасе тука, ова се серија на предавања кои што се одржуваат од инструкторите од ПХВ програмата, која што е програма на Црвениот крст. Меѓутоа, првично ние го поминуваме техничкиот дел. Тоа се неколку информации кои што се важни. Доколку пукне линк, ќе биде објавен друг линк, иско така во ПХВ недела театар. Работилницата е важно да знаеме дека од овој момент се снима, доколку не ви е пријатно, не вклучувајте камерата. Таа јавно ќе биде објавена на нашиот YouTube канал. Исто така како и сите други работилници, може да ја најдете ова утре во петок, обично до 12 се објавени, заедно со другите на плейлиста ПХВ. Никој друг нема право да ја снима работилницата, веќе ќе ве замолиме да бидете на мют кога не зборувате, за да не пречите на предавачот и да не го запираме текот на предавањето. Исто така да не користите лажни имиња за учество во работилницата, а тоа е поврзано со тоа што следат благодарници за 10 проследени работилници или предавања. Доколку сакате нешто да прашате, можете да го кренете важето виртуелно раче и не ќе ве повикаме на збор. Доколку процениме дека непристојно се однесувате, тогаш ќе бидете отстранети. За технички информации, поддршка и повеќе нешто ако ви треба, слободно може да не контактирате во нашиот имејл, кој што е тука доле запишан. Сега да кажам збор 2 за ПХВ програмата. Таа е програма наменета за млади луѓе, која трае повеќе од 20 години. Имаше поинаков формат след да почне короната, односно имаше обуки, имаше делување на терен, стануваше збор за многу млади луѓе кои менуваа својата дневна рутина во текот на циклусот. Имаше различни активности во заедницата, имаше помош во заедницата, па не знам, се реновира куќи, се образува луѓе, се правеа различни донации од млади како вас. И поради короната и поради ковид ситуацијата бевме некако принудени да смислиме модел според кој нашите младенци или волонтери ќе бидат заштитени. Така да, тука сме тука. Одлучивме 24 инструктори да реализираат 40 работилници. Инструкторите се дел од ПХВ тимот, имаат различни експертизи, различни области, па зошто да не го десиминираме тоа што го знаеме. Секој четвртак сме имали обуки од 18 часот. Тоа се смени, сега обуките се од 20 часот, со тоа што 33-та обука е денес или вечерва. Различни теми поминаа до сега: вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, партнерски односи, па и ред други теми. Остана уште неколку интересни теми, односно денешната вкупно се уште 8. Така да лека по лека се ближи крајот и на овие сесии. Денес сакам да ја представам Вјоса, која што е ПХВ инструктор, дипломиран комуниколог, ептен вешта во тоа што го работи, моја другарка и многу оптимист и интересен човек. Повели Вјоса. Фала. Фалемдерит Шумпер, фала за најавата. Добро вечер на сите. Океј, значи тоа е презентацијата за мене, немам ништо да додадам. Освен тоа дека се радувам на секоја заедничка работилница, па дури и на оваа виртуелна која е втора поред која ја одржувам. И знаете веќе како е редот, почнуваме со очекувања. Што очекувавте кога, сте виделе најавата или кога веќе го кажа насловот за оваа работилница МЕТЕ, а тоа е ефективна комуникација и соопштение. Што мислите, што ќе работиме денеска заедно? Може да го напишете тоа во чат, или може да кренете рака и да споделите. Кико, повели?
Да научиме како се пишува соопштение. Океј, како се пишува соопштение? Фала ти, многу конкретно очекување. Иџо пишува, очекувам да научиме како поефективно да комуницираме. Океј, значи ефективна комуникација што е? Сара пишува што е ефективната комуникација. Весна прашува како секогаш да сме ефективни во комуникацијата, финти совети. Океј. Успеваш, Муамед, да внесуваш се? Добро. Ана Марија Георгиевска вели трикови за успешна комуникација. Добро. Мартин очекува да научи повеќе околу комуникацијата. Марија за начини на комуницирање. Сака има очекување да слушне и Марија пак се повторува начини како ефективно да комуницираме. Океј, високи очекувања. Да сумирам, значи начини на комуницирање, како да комуницираме поефективно, некои трикови, некои совети, како да пишуваме соопштенија и мислам дека не испуштам ништо, тоа е околу вашите очекувања. Сара додава како да комуницираме со секого. Ова е добар предизвик. Како да комуницираме со секого. Океј, дали има уште некакво очекување? Океј, мислам дека се доволно. Во ред, како што вие имате очекување, јас сум воспоставила 2 цели за оваа заедничка работилница, односно 3, а тоа е што е ефективна комуникација, да научиме, да споделиме, да размениме мислења, како да напишеме соопштение, тоа што го очекува и Кико, и на крај убаво да се поминам со сите вас. Кристина додала дека има очекување како да комуницираме различни теми. Значи, како да комуницираме со секого и различни теми. Океј, ќе допишам тука, па ќе го опфатиме и тоа. Теми. Поред. Океј, дали може некој од вас да сподели што мисли дека е ефективна комуникација? Како вие го гледате тоа? Што значи да комуницираш на ефективен начин? Некој размислување? Ана Марија вели да не зборува само еден. Да, така е, ефективна комуникација бара да има соговорници. 2 страни. Океј, дали некој друг може да направи некаков гес, што значи ефективна комуникација? Да се разбереме, пишува Весна, да, значи целта на ефективната комуникација е да е јасна и разбирлива. Да се реализира некоја предложена идеја, вели Мартин Ниневски. Да, всушност, секое комуницирање доаѓа или почнува од идеја. Ние прво имаме некаква идеја и потоа треба истата да ја комуницираме, за да може да ја реализираме. Ана Марија вели да не падна атмосферата, ова не го сваќам баш. Ако можеш да дополниш, да не ни е досадно. Океј, може да се каже. И Сара вели ефективно комуницирање е кога ќе постигнеме некоја цел со тоа што сме комуницирале. Да, така е. Океј, фала ви на сите за фидбекот. На следниот слайд ја имам и дефиницијата за тоа што е ефективна комуникација и е многу едноставна дефиниција. А тоа значи дека една комуникација е ефективна кога пораката која јас ја праќам како праќач, примачот или мојот соговорник од другата страна ја разбира на тој начин на што јас сум го кажала или на тој начин на кој што јас сум имала намера да ја пратам пораката. Значи е многу едноставно. Тоа што јас како порака сакам да ви го пратам, вие да го сватите буквално така. Сега дефиницијата е многу едноставна и значи е процес, меѓутоа многу тешко се спроведува во секојдневниот живот.
Меѓутоа, без разлика на тоа, значи ефективната комуникација е вештина која што со вежбање може да се учи и може да се усовршува и треба да се гледа на процес на кој постојано се праќаат пораки и се примаат информации и има размена на идеи и искуства. Едноставна дефиниција, меѓутоа е доста предизвик да се постигне ефективна комуникација. Океј, може следниот слайд. Тоа изгледа вака. Значи, јас имам една идеја и создавам порака, ја праќам пораката преку одредени канали, дали усно, дали визуелно, дали порака или ви се јавувам, не е битно. Тој што ја прима пораката, ја прима и дава фидбек. Можеби има некое прашање и тој процес цело време е континуиран во круг. Значи, фидбекот е многу битен за нашата порака дали е примена така како што треба. Ако е, например, јас како соговорник не мислам дека е добро разбрана мојата порака, добро е да прашаме. И мислам дека веќе сите ја знаеме и приказната за аждерот, кога нели им кажал на сите во шумата дека ќе ги изеде и само зајакот се осмелува и го прашува дали може мене да не ме јадеш и тој вели да можам и така си се спасува. Значи секогаш е добро да има прашања од другата страна за да се осигураме дека пораката е разбрана, примена и да нема простор за недоразбирање. Така да, ако имате некое прашање, слободно пишете или кренете рака за да ме прашате. За да ви докажам дека ова, иако е толку едноставно, е многу тешко да се направи, ќе ве поканувам да погледнеме едно видео. Следно е видеото. Да, значи тоа што тука сме. Видеото што ќе го погледнеме е токму на темата дека најголемиот проблем со комуникацијата е илузијата дека таа е остварена. Најчесто ние мислиме дека е комуницирано, зборено, разговарано, меѓутоа како тоа понатака се разбира од другата страна е доста голем предизвик. Ќе се префилми, па? По. Four candles. Four candles. Here you are. Four candles. No, four candles. Well, there you are, four candles. No, four candles. Handles for forks. Got any plugs? Plugs? Yeah. What kind of plugs? A rubber one, bathroom. What size? 13 amp. Electric plugs, electric bathroom plugs, you call them. The tree, electric bathroom. Right. Saw tips. Saw tips. What do you want, ointment or something like that? What do you want?
No, saw tips, but covering the saws. Tips. Hose. No, we haven't got any. Oh. Coming in, but we haven't got any. Got any hose? Hose? Hose. No hose. Hose? I thought you meant hose. Hose. You say hose, you shouldn't say that. Hose, you meant hose. No hose. Hose? What a... Oh, you mean pantyhose? Pantyhose. No, hose, hose. Hose for the gate. Mon repose. Hose. Letter hose. Letter hose. How many do you want? Two. Two. What? Yeah, next. Got any peas? God's sake, why didn't you bleeding tell me that I'm up the stairs already for that. They tell me bleeding there. I'm up and down the shop all the time. I've got all the shop up and down any help today. You tell me when I'm planning things. I'm saying about it. How many do you want? No, tins of peas. Tins of peas. You're having me on, aren't you? There we go. Right. Pumps. Pumps? Pumps. Hand pumps, foot pumps. Come on. Foot pumps. Foot pumps. Foot pumps. See your foot pumps. Tidy up in your things. There we are. No, pumps for your feet. Brown pump, size 9. You are having me on. You are No, definitely I'm having me not. on. No. You are. Washers. What? Windscreen washers, car washers, dishwashers, floor washers, back scrubbers, lavatory cleaners, floor washers. Half-inch washers. Oh, tap washers, tap washers. Yeah. Look, I've had about enough of this. Give us that list. Make it all myself down here. What's this? What's that? Oh, that does it. That does have it. I've had just about enough of this. Mr. Jones, you come out and service customer, please. I've just about had enough of this. Look what it's got on there. Look what it's got on there. Right. How many would you like? One or two? Океј. Дали може некој да сподели што мислиш, што беше проблем во оваа комуникација? Добро, Кристијан веќе кажа нешто, да видиме дали некој друг ќе се пријави за збор.
Океј, за сега нема. Повели Кико. Проблемот беше во комуникацијата. Значи, како што знаете, може да се деси проблем во комуникација или шум. Така е, значи не беше јасно. Значи човекот можеше да дојде, да каже нели што ќе сработи за тоа што купуваше, се гледаше дека купува алати или работи кои му требаат за да поправа нешто, за да може наеднаш и продавачот од другата страна да знае во кој контекст ги бара нештата и тие да му ги нуди, а не да се создаде безпотребна нервоза. Океј, дали може да го видиме следниот слайд, бидејќи веќе таму се излистани најчестите проблеми при комуникацијата. Пошто никој друг не се пријави за збор. Океј, значи причините за недоразвирање во текот на комуникацијата најчесто се следните. Пораката е пренесена на неразбирлив начин, значи човекот едва извореше. И може да има терминолошки проблеми, односно да има многу жаргон или многу зборови кои се имаат повеќе значење или да речеме дека може да ги разберат само некои професионални лица или технички лица и тоа може да доведе до недоразбирање. Судир на повеќе различни идеи кога соговорниците не се слушаат меѓу себе за да сфатат која е перспективата на другиот од другата страна, туку само за да се убедат во размислувањето на другиот. Ако има премногу информации или ако има недостиг на информации. Значи секогаш во комуникацијата треба да бидеме да имаме дозирани информации, односно тоа значи да дадеме толку колку што може соговорникот да прима информации и колку што е потребно за да биде комуникацијата ефективна. Може пораката да биде погрешно разбрана и затоа е многу битно да прашаме ако нешто не е јасно, а да не премолчуваме. Ако премолчуваме исто така, тоа е еден од најчестите проблеми, бидејќи луѓето некогаш нема да разберат нешто, меѓутоа ќе премолчат, можеби се срамат или не се чувствуваат охрабрени од другата страна да може да прашаат и така донесуваат некој заклучок кој е погрешен, а не точно тоа што сакал другиот да каже. Океј, може да одиме на следен слайд. Што правиме кога се во вакви ситуации, значи кога имаме проблем во комуникацијата, прво треба да се утврди или да се дефинира што е проблемот, впрочем како и во самите проекти во ПХВ, дури може да се користи и техниката дрво, не да се нацрта, туку да ја направиме во себе, да видиме што е проблемот, а да не го занемариме, да размислиме за тоа како може да го решиме и на крај да го решиме проблемот за да може да имаме ефективна комуникација. Океј, следен слайд. Кога комуницираме со луѓето, треба нели тоа го правиме за некаква цел, имаме причина зашто тоа го правиме. И има неколку прашања кои треба да одговорат на една комуникација за да биде ефективна. Првата е зошто комуницираме, која е целта која сакаме да ја постигнеме. Второ е со кого комуницираме, нели ова е многу битно за да може пораките да ги сведеме кон тие луѓе, да може да имаме исто сваќање со публиката која не следи. Третото, како да бидеме достапни и флексибилни во текот на процесот на комуницирање. Ова е многу битно да другата страна да сфати дека ние не сме тука само да им пренесеме и толку, туку, како што реков, тоа е процес и дека ние ќе бидеме достапни и на кој начин ќе бидеме достапни, за да може да им одговориме на сите можни прашања кои ќе произлезат од другата страна. При овој процес треба да сме и тактични, и трпеливи, и љубезни во текот на целата комуникација, бидејќи треба да сфатиме дека секој има своји искуства по одредени теми, различни размислувања, убедувања, вредности
и треба да бидеме трпеливи и љубезни за да ги сватиме сите. Треба да имаме и емпатија за да е една комуникација ефективна. Да можеме да се ставиме во кожата на другиот и на крај исто така е битно каков впечаток ќе оставиме кај другите, бидејќи голем број од тоа што ние го зборуваме зависи на начинот на кој што ние го зборуваме и го кажуваме, на начинот на кој што е пренесена пораката. Океј, може следен слайд. За првото прашање, за тоа што може да е цел на една комуникација, најопшта цел е да се понудат информации или ние комуницираме за да добиеме некаква информација или од другата страна комуницираат за да нудат некакви информации, значи за да се информираме. Да речеме, понапредната комуникација понатака има цел да ги убеди луѓето, да обезбеди разбирање, да покрене некаква активност и на крај да смени однесување. Ако ние преку нашата комуникација успееме, ги мотивираме другите да сменат некакво однесување, да направат нешто, да покренат некаква иницијатива, тогаш значи дека сме имале ефективна комуникација. Може следен слайд. Тука доаѓаме до близко до очекувањата на Весна, да имаме да збориме за вештините, за тактиките како да бидеме ефективни во комуникацијата. Еве неколку, значи треба да сме брзи, меѓутоа да не брзаме. Значи сите информации кои ги имаме во моментот треба да ги споделиме, тие да се организирани, да знаеме кога што кажуваме, да имаме контрола врз процесот на комуницирање, како што реков и претходно, да сме флексибилни и отворени за процесот, да сме селективни, да знаеме дозирано да ги дадеме информациите со кои располагаме и сето ова треба да го правиме низ процес кој создава доверба на самите учесници во комуникацијата. Може следен слайд. Многу е битно и тоа што го комуницираме, пораките да се ефективни. Тоа значи да се јасни и едноставни, да користат соодветен јазик. Доколку, например, се обраќаме во градинка, тогаш треба нашите пораки да бидат прилагодени на возраста. Треба да се веродостојни, никогаш не треба да споделиме информација која не е проверена или не е вистинита. Треба секако говорникот да има кредибилитет во тоа што го пренесува. Впрочем, нели ние еве со онлайн обуките оваа година ПХВ, значи секој ПХВ инструктор држи обука во својата област, затоа што има кредибилитет тоа да го пренесе и да го сподели и го работи професионално или е образован за тоа. И секако тонот и речникот кој го користиме треба да се конзистентни со пораката. Например, ние ако сакаме да споделиме со некого дека сме нервозни, нема да зборуваме смирено, секако дека нашиот тон ќе биде повишен. Од друга страна, ако сакаме на некого да му кажеме дека е стабилно, се е сигурно, да дадеме позитивна порака, секако дека нема да викаме, туку ќе бидеме смирени, ќе имаме одмерен тон и ќе користиме таков речник, позитивен. Океј, следен слайд. Многу, значи, голем дел од ефективната комуникација се сведува и на тоа, на гестикулацијата, на говорот на телото. Бидејќи тој кажува исто толку, ако не и повеќе од зборовите кои ги користиме. И ова е направени се студии, докажано е дека 55% од тоа што ние го комуницираме се восприма преку говорот на телото. Например, како стоиме, дали сме исправени или грбавени, како ги користиме рацете, тонот и така натаму. 38% од тоа што го разбираме преку гласот, а 7% се зборовите, значи речникот кој го користиме. Океј, може да одиме на следен слайд и следно мислам дека е едно видео.
Да, ова е токму за да ви докаже како еден многу добар говорник со многу добар говор на тело може да ви каже ништо, а да изгледа дека кажува нешто вау. Значи, видеото е долго 5 минути, меѓутоа ако да го пуштиме од почеток, ако проценам дека е нели пораката која сакам да ја пренесам со видеото е постигната, ќе може и да не го погледнеме до крај. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great, I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. And you guys are going to make an awe sound. It's true, it really happened. And now I'm going to bring it to a broader point. I'm going to reel you back in. I'm going to make it intellectual. I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life, when in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening right now. The number of talks that I'm giving is 1. Interesting facts imparted thus far in said talk, well, that's going to be a 0. My height in inches is 70.5. Note the 0.5 there. 2 times 6 equals 12. And then interestingly enough, 6 times 2 also equals 12. That's math. 352 is a 3-digit number. 1, 2, 3, 4, 5, and then almost immediately following that, we get 6, 7, 8, 9, 10. Now, to add more filler here, I'm going to give you a couple more numbers to consider. 18, 237, 5,601, 2.6 million, 4, 24, staggering. These are real numbers, all of them. And to follow that up, let's take a look at some graphs. Now, if you take a look at this pie chart, what you're going to see is that the majority far exceeds the minority. Everybody see that? Cool, isn't it? And let's take a look at this bar graph because it shows similarly irrelevant data. Now, I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, okay, this guy knows what he's talking about. But I don't. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm going to see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos. I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now, as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip,
Trip, my dog Skip. Rip it and dip it, Richard. I'm an itty-bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity, I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning, and I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. Да, значи целта на ова видео беше да се покаже како и кога имаш ништо да кажеш, всушност со говорот на телото, со сите визуелни ефекти, со покажување на статистики, на бројки, тоа изгледа дека како да кажува нешто. Не треба да е така, туку сакам да ви кажам на важноста како на кој начин се примаат пораките или информациите кога комуницираме. Значи, многу е битно тоа говорот на телото, да имаме нешто да покажеме и визуелно, и графички, за да може, ако имаме некаков аргумент, да имаме аргументирано да го споделиме нашето мислење и искуство. Океј. Ако нема некое прашање, може да продолжиме понатака. Добро. Да, дојдеме до тоа, до сега видовме што значи ефективна комуникација, сега да видиме и зошто е потребна или зошто е значајна ефективната комуникација. Многу аспекти има, меѓутоа јас мислам дека соодветни за оваа работилница се две, а тоа е за да можеме нашиот тим да го организираме на поуспешен начин, значи мислејќи на тимовите кога работиме мали проекти, исто така на ресурсите со кои располагаме, знаејќи дека ние кога ги работиме малите проекти ги користиме ресурсите кои ги имаме. И за да можеме да водиме, да ги мотивираме другите, да создаваме клима, амбиент во кој најдобро се комуницира и со целните групи, бидејќи тоа е најчест предизвик и на младите кога треба да комуницираат со целните групи на кои им помагаат и кога најмногу ги допираат тие нивни искази на емоции, чувства и така натаму. Океј, може да одиме на следен слайд. Неколку препораки за како да комуницирате поефективно. Прво, тоа е да се воздржиме од проценката воз основа на нашето размислување, бидејќи на тој начин тоа може да не спречи да ја разбереме другата страна. Значи, секогаш треба да знаеме дека има повеќе перспективи како ние ги гледаме нештата. Не треба целта на комуникацијата да се нудат готови решенија. Подобро е да заеднички да се бара решение за проблемите кои не мачат или да ги и тоа да се направи во околности кои се поволни, наместо да се мисли дека решението го имаме готово во рака и може да го нудиме директно. И треба да искажеме емпатија, да се поистоветуваме со проблемите на другите, да покажеме разбирање и прифаќање низ целиот тој процес на комуницирање за комуникацијата да е ефективна. Океј, може следен слайд. Како да го постигнеме тоа?
бидејќи многу е битно во комуникација, за да имаме ефективна комуникација, да имаме добар однос со соговорникот или соговорниците. Многу е битно активно да слушаме, да правиме свесно паузи во текот на говорот за да видиме од другата страна како не следат и колку не следат, да користиме мирен и сигурен тон, да имаме активен однос во текот на комуникацијата и да настапиме сигурно, нели, да имаме ај контакт, да погледнеме во соговорникот или во публиката и одмерено да се движиме низ просторот ако се движиме. Имам и тука уште едно видео, меѓутоа тоа предлагам да го гледаме на крај, бидејќи се однесува само на активното слушање. Да продолжиме доколку нема прашања во овој дел за ефективната комуникација, тогаш да продолжиме со вториот дел, а тоа е во делот на пишување соопштенија. Видеото ќе го погледнеме на крај, како што кажав. Значи, прво соопштенијата, после видеото, така? Да. Окей. Океј, дали некој од вас сака да сподели или да пише, бидејќи тука сега се чувствувам дека само јас зборам и веќе никој не ме следи. Дали може да не каже што знае за соопштение, што е соопштение, дали некој некогаш пишал, напишал, дали знае и така натаму. Anyone? Океј. Океј, ако нема, тогаш да научиме како. Значи, соопштението е еден текст кој треба да е краток, јасен, да е интересна приказна, која ќе ја праќаме до медиумите за да може да ги заинтригира да ја објават. Мислев дека овој дел за тоа како да се напише соопштение ќе биде важно за вас, особено во делот на анимирање на публиката или нели кога ги работите малите проекти, известувате за нив, па мислев дека во овој дел ќе ви биде потребно да знаете како тоа да се направи. Кога пишуваме соопштенија имаме три главни предизвици, а тоа е таа да биде медиумски покриена, значи медиумите да ја објават, бидејќи медиумското време е многу ограничено. Новинарите да проследат првата реченица од нашето соопштение, тоа значи дека првата реченица треба да е ударна и текстот не треба да е многу долг, значи треба да е една страница, да речеме на А4, околу 300 до 400 зборови, 3 или 4 кратки пасуси. Во меѓувреме додека јас го објаснував ова, Марко пиша дека известување на маса на луѓе, да, значи соопштението се користи за да може да известиме што е можно повеќе луѓе за тоа што сакаме да го известиме. Затоа и треба да е по ударно, генерално, јасно, кратко за да биде разбирлива. Океј, може да одиме на следен слайд. Како тоа треба да изгледа? Всушност, треба да изгледа на форма на превртена пирамида, што значи дека на почеток треба да бидат дадени информациите за тоа што се случува, кој што прави, нели, кога, каде, зошто се прави тоа и како. Например, ако организираме театар, треба во таа прва реченица да го објасниме тоа, дека се организира театар, кој го организира, кога, каде, зошто, нели, ако е со хуманитарна цел и така натаму. Потоа во вториот пасус даваме важни детали за тоа што соопштуваме и на крај генерални информации. Значи, најбитните информации на почеток и потоа по редослед на битност надоле. Океј, може следен слайд. Направив еден костур за како треба да изгледа соопштението, за да ви е полесно. Значи, треба да има наслов, краток, ударен и јасен. Треба да има 3 параграфа, еден цитат, во случај да речеме ако соопштуваме за ПХВ, тоа да е, не знам, дали
некој од општинската организација, дали од ПХВ програмата, од некој од инструкторите, можеби Алекс како координатор, можеби некој што учествува во самиот проект или некој од целната група. Значи, цитат за тоа што известуваме и на крај ставаме други факти и контекст со кој ќе ја подкрепиме главната порака. Во случајот тука би ги ставиле што е ЦК ПХВ програмата и така натаму. И на крај, ова не е ни задолжително, ама некои го користат, ставаат 3 звездички, на крај информација за уредниците, за тоа зашто е битно да се објави соопштението. Океј, може следен слайд. Неколку препораки за тоа како да напишете ефективни соопштенија. Треба да направите добар избор на зборовите, да бидат внимателно одбрани. Ако користиме кратенки, треба да обезбедиме дека тие се јасни за сите, бидејќи еве, например во наш контекст ЦК ПХВ ние меѓу себе сите препознатливо и знаеме што значи, меѓутоа ако тоа го пуштиме во соопштение за голема маса на луѓе, тоа не мора да значи дека сите ќе го сватат. Треба да внимаваме на правописот, на интерпункцијските знаци, да биде јасно тоа што го пишуваме. Значи, најдобро е пред да го пратите, да го дадете на некој друг, другар, другарка, на некој од вашето семејство да го прочита, за да ви даде фидбек дали е јасно тоа што сте сакале да го напишете. И на крај, тоа што ви го кажав и погоре, осигурајте се дека кратинките се познати и разбирливи. Имам печатна грешка тука, извинете. Океј, одеме на следен слайд. Кон што треба да се стремиме, а кон што не треба. Значи, не треба целта да не биде да импресионираме публиката или масата, туку или да им покажеме дека знаеме се за темата, па да го натрупаме соопштението со информации кои се непотребни и само ќе ги збунат луѓето. И не треба да го презентираме секој детај околу нашата работа, да речеме во случајот таквите детали за проектите се пишуваат во самата при документирање на проектот, не би требало да бидат спомнати тука. Кон што треба да се стремиме, а тоа е да им помогнеме на публиката да добие представа, идеја за тоа што го правиме, значи да дисеминираме, да го објавиме тоа што ние го правиме, да го натираме да го прочита тоа што го имаме спремно и да добиеме фидбек за нашата работа. Во случајот ако тоа е известување за некаква активност, да иако ние ги покануваме луѓето да дојдат, значи нивното присуство би било фидбек за тоа што ние сме го објавиле, известувале или соопштиле. Океј, се надевам дека не бев брза, зашто видов дека сме 5 минути до 9 и малце ме фати страв да не бидам предолга. Доколку, значи толку имам јас, сега е ваше време да поставувате прашања, да се навратиме во некој аспект од презентацијата ако сметате дека треба. The floor is yours. Океј, Алекс? Вјоса, фала ти многу, супер беше ова. Со оглед на тоа дека ти стварно добро ја познаваш темата, мислам дека во ова кратко време успеа добро да ни ја пренесеш оние основните нешта кои што младинците треба да ги знаат. Но еве едно прашање за тебе, Вјоса, што мислиш кога работите вака се презентирани на едноставен начин, зошто толку многу е комплицирана таа комуникација, соопштенијата, пренесување на информациите, речникот воопште не е едноставен, туку се сложени зборовите, често пати преведувани од некои странски, да речам, информации, често пати многу грешки правописни во соопштенијата и така натака и така натака. Какво е твоето размислување, Вјоса, во врска со ова, бидејќи верувам дека се соочуваш и секојдневно со нештата кои што ги кажав? Да, мислам дека предизвик во ова време е брзината, односно
ние многу воспримаме информации во секој поглед. Значи, со еден клик знаеме секаде во светот што се случува и што се прави. И па така сите организации или да речеме сите луѓе кои се во професијава и комуницираат и работа им е тоа да го направат, да пишуваат соопштенија, да известуваат и така натаму, се под овој притисок брзо да се направи се, да се објави и кога брзаме, нели се прават грешки. Ова е секако само мое размислување и гледање на нештата. Меѓутоа, да, тешко е, едноставно звучи да комуницираш со луѓето, меѓутоа многу е тешко тоа да се спроведе, баш поради тоа дека ние имаме, доаѓаме од различни, да речам, согледување на нештата и тоа може да создаде и шум во комуникацијата, да не се разбереме, да не е јасно и така натаму. Значи, мислам дека тоа би било мојот одговор на твоето прашање. Ти благодарам, Вјоса. Може да дадам само уште еден како тип, како совет во однос на тие некои соопштенија кои што ги пишуваме до медиуми. Оти сепак е различно кога од каде доаѓа соопштението, знаеш, од која куќа, од која невладина организација, кој е каналот што се користи, која е мрежата на новинарите што ја имаш, што ја немаш, која што ја градиш веќе некое време и така натака. Еден новинар на една од ваквите обуки на кои што сум присуствувала, конкретно направена за Црвен крст, ми рече: супер е кога го правите соопштението и кога го праќате до медиумите, во самиот наслов, покрај тоа што е денот на гладта, на пример, да стои со големи букви почетно Црвен крст, цртичка денот на гладта. Да се знае дека доаѓа од Црвен крст. И јас лично ми користи многу, да речам, овој совет и сите соопштенија кои што јас ги пуштам, а пуштам многу, стои Црвен крст, па потоа што и да треба понатака, и мислам дека е различна перцепцијата во таа ситуација. Да, така е, пошто претпоставуваме од другата страна и кога си новинар, добиваш, не знам, значи, ние кои не сме и така добиваме многу мејлови, многу комуникација, многу пораки, а камоли кога си, така да мислам дека е корисно ова во наслова да се напише институцијата или организацијата од која доаѓа, за да алертира, поготово што и новинарите се така поделени што следат одредени области, да речеме култура, социјален живот, економија, па така да ако јас сум, да речем, новинар кој го следи тоа, да речеме економија, ќе ги видам само соопштенијата од тие организации кои соопштуваат на таа тема, тематски. Така. Вјоса, уште нешто ова повеќе за тебе да го кажам. Секоја нова година, јас имам средба со новинарите со кои што комуницирам во текот на целата година. Пиеме едно кафе, ја завршуваме годината, разменуваме, да речам, некои важни нешта кои сме ги постигнале во текот на годината и се подготвуваме, да речем, за следната година, и мислам дека тоа исто така многу е важно и за нас, но да речем и од другата страна за нив. Да. Така е, кога збориме за оваа комуникација со јавноста, кон јавноста, многу е битно секој кој работи на комуникација со јавноста во одредена организација да има минимум 5 новинари другари. Да. Океј, дали има некој друг, некој прашање, нешто да сподели, да каже, например, еве, како известувале за нивните проекти, кога ги работеле, или ако имал некакво друго искуство со известување со медиуми, со комуникација? Океј, нема. Или јас бев многу јасна, или никој не ме слушал. Океј. Може би Весна, не знам Весна дали е тука. Тука сум. Може би Весна може у неколку секунди да ја раскаже незиното гостување на телевизија, кога требаше да зборува за другите нешта и на крај кога ја сврте приказната за ПХВ како вицот што го знаеме со слонот и со опашката. И опашката. И тоа мислам дека е многу користен тип за младите. Така да, Весна.
Па не знам се што да кажам, Алекс, ама да, значи имав ситуација каде што требаше да дадам изјава или да разговарам за нешто за кое што не бев доволно информирана и значи почнав за тоа што ме прашаја, пошто се однесуваше на црвен крст и на некои информации за кои што јас не бев условно кажана апдейтирана и го поврзав тоа веднаш со нашата програма Пехаве и после тоа значи зборував за Пехаве, не можеа да ме запрат. Така да тоа е како да кажам совет или финта да секогаш ние на некој начин знаеме повеќе од тие пред кои што излегуваме да кажуваме барем на таа област, може да се завртиме работата малку во наша корист, да го поврзиме тоа што не прашале со тоа што повеќе си го знаеме и после околу тоа да си елаборираме, така да сме на свој терен. Одлично, Весна, да. Тоа е многу добар совет. Секогаш да се сврти топката на своја страна и да го кажеме тоа што ние го знаеме. Оти новинарите може да постават прашања кои што ние нити треба да ги знаеме, нити можеме да ги одговориме, а некои други теми за кои што сме ние експерти, да не прашаат. Да. Фала, Весна. Да. Фала, Весна, да, фала, Весна. Алекс. И Лјупчо има нешто да каже. Повели Лјупчо. Да, сакам да се вклучам, ете сум имал многу комуникации, многу интервјуа, многу соопштенија, многу информации и така натаму. Така, прво да кажам дека една изворедна презентација и структура на самата презентација, стварно. И се надевам дека овај дел и ова со еден современ инпут, со еден современ тон, со едно се она што го изнесе Вјоса стварно е изоредно и корисно. И сега што сакам да кажам за таа врска која добро е воспоставена измеѓу комуникацијата и самото соопштение, како соопштение, ефективно соопштение и така и се она што се принципи, критериуми за да биде нештото добро. Јас би ја ставил тука и огромната, големата одговорност и мерките и подготвеноста која мора да се прави за да имаме една веќе Вјоса на одреден начин тоа и го каже во оној ред критериумски и принципиелен со набројување за комуникацијата, но одговорноста и подготовките, компетентноста за одредена област и почитта спрема оние за кои се однесува, значи. Тоа се многу важни и многу битни работи. Јас навистина Вјоса ти благодарам за она што го изнесе, бидејќи си имал стотици комуникации и за среќа преку 99% се било успешно, се било затоа што мора да се обмислува, мора да се почитува и мора да бидеме за секое зборче, за секој комуникативен дел, за секој дел од процесот, така да го наречам, во комуницирањето, да бидеме преодговорни. Да, фала Лјупчо, фала за убавите зборови, за тоа што го додаде, дека имаме голема одговорност кога комуницираме. Било внатре во организацијата, било со тимот, било кон јавноста. И всушност јас дури кога ја спремав презентацијата исто така сватив дека ние во ПХВ веќе користиме и многу шеги и приказни анегдоти за успешната комуникација. И на пример и вежбата која имаме со пчели, цвеќиња и тоа е, нели, вежба која покажува колку е битно да се внимава, да се има одговорност, начинот на како ги примаме и како ги пренесуваме пораките и така натаму. Па да, и сакав да донесам и нешто ново со тие видеа што ги пуштив. Океј, доколку нема никој друг нешто да каже на темата, да се навратиме во вашите очекувања. Се надевам дека сте научиле повеќе, дека сте ги запамтиле триковите и препораките како да бидете
поефективни во вашата комуникација, дека научивте како се пишува соопштение, дека зборавме за начините на комуницирање, како секогаш да сме ефективни во комуникацијата, секогаш. Не знам дали можеме секогаш да сме, меѓутоа тоа е вештина која се учи и да, ако работиме на тоа да станеме подобри комуникатори, поефективни, тоа се постигнува преку вежбање и преку имање трпение за процесот. Како поефективно да комуницираме, и тоа го фативме, и на крај како да комуницираме со секого. За ова малце зборавме со оглед на тоа дека не имавме одредени групи, целни групи со кои сме имале, да кажам, потреба да објасниме како се комуницира, меѓутоа го опфативме дело дека многу е битно да знаеме однапред со кого комуницираме, за да можеме и пораките и информациите да бидат прилагодени и дозирани. Океј, сега е време да ја најавам следната работилница, која ќе држи Илина Јакимовска, професорката на Институтот за етнологија и антропологија на УКИМ. Значи, мислам дека Илина е пилешка супа за душата за ПХВ програмата. Ако не сте го прочитале текстот Пилешка супа за душата и знаете ли кој празник е 8 мај, тогаш прочитајте го. Тоа е текст на Илина, кој се однесува на промоција на нашата програма. Инаку, темата е, многу го вежбав зборов, и не знам дали ќе го кажам правилно, мами хлапи на тапеи, или непреводливите зборови како начин на запознавање на различни култури. Да, инаку Илина работеше порано во Меѓународниот комитет на Црвен крст и е уредник на рубриката за култура Bookbox. Ако не сте членови на Bookbox на Facebook, значи зачленете се, зашто има многу интересна содржина. Сака чаеви и джез и мислам дека тоа е доволно за да се покаже колку е посебна Илина и дека не треба да ја пропуштите работилницата со незе на 11 ноември во 20 часот на истиот линк. Сега, пошто останав должна со третото видео, кое се однесува на активно слушање, ќе ви го пратам на порака. Ако сакате, погледнете го, смешно е, интересно е и толку. Јас би имала толку. Се ти благодарам многу, навистина беше многу интересна работилницава. Се согласувам со Љупчо, ние кои што сме останати тука до крајот, значи навистина те слушавме во еден здив и ни го држеше вниманието на еден ефективен начин со тон